Премиерот Мицкоски ќе се сретне во Кучани со родителите чии деца загинаа во пожарот во Пулс. Откако тие одбија да дојдат утре на средба во владата со него и го повикаа да дојде во нивниот град да разговараат. Мицкоски вели, иако до него не стигнала официјална покана, прифаќа да разговара со нив и да им понуди помош. Жалам што е таква одлуката. Немам проблем јас да заминам и да појдам во Кочани. Апсолутно, и ќе сторам и како што правев до сега се за да им помогнам онолку колку што можам да им помогнам. Но исто така морам да кажам дека сум имал покана да појдам таму и на ваков состанок да поразговарам е лага, такво нешто нема. Но еве, без разлика, ако е ова покана, еве кажувам дека ќе појдам во Кочани и ќе разговарам. Вчера родителите на загинатите деца напишаа писмо дека не ја прифаќаат поканата од кабинетот на премиерот, бидејќи е задоцната, а голем дел од родителите не може да одат во Скопје поради последиците од трагедијата. Го повикаа да дојде во Кочани. Од СДСМ денеска повторно побараа од владеачкото мнозинство во парламентот да го поддржи нивниот предлог закон за финансиска и институционална поддршка, како на семејствата на загинатите во трагедијата, така и на повредените. Во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија веруваме дека кога станува збор за солидарноста и за човечката грижа, не смее да има партиски разлики, ниту политички поделби. Затоа, уште еднаш ги повикуваме пратениците од владеачката партија да го преиспитаат својот став, да се издигнат над политиката и да дадат поддршка за ова законско решение. Од ВМРО-ДПМН пак ги повикаа да престанат да ја политизираат трагедијата во Кочани, а тие како влада давале помош и ќе продолжат да ја даваат. Владата ја стави на располагање целата државна помош која што им е потребна на оние кои се со последици од трагедијата. И тука нема да застанеме, затоа што ова е процес кој што ќе трае со години, а владата нема да ги заборави овие граѓани, како што СДС и ДУИ ги заборавија повредените и загинатите од Ласкарци, Бесатранс, модуларната болница, онкологија, ковид кризата и сите оние кои што не добија ниту правда, ниту одговорност, ниту помош од државата, соопшти од ВМРО-ДПМН. Истрагата за пожарот во Пулс, според најавите на обвинителот Коцевски, треба да заврши кон средината на јуни. Тамара Дичевска, Сител телевизија.